скршени колена не можат да клекнат пред судбината. Мојата војска сета ослепена никогаш не гледа исплашено. Ги барам, ги има и можам и одам, а зар сам до победа, а зар сам до победа. Цивилизацијски има три начини на стекнување богатство, пари и екзистенција. Првиот со работа, мачна или инспиративна, помалку или повеќе платена. Вториот со експлоатација на имот или добра, сработени, наследени или запленети. И третиот со поддршка од друг, милосрдна или социјална помош од поединци или од државата. Во вториот и третиот случај не мора ништо да правиш. Едноставно, можеш цел живот да си седиш дома, оттуѓен од другите луѓе, а парите некако ќе стасаат до тебе. Само во првиот случај со работа, покрај пари добиваш и бесплатна комуникација, интеракција и социјализација со исти како тебе. Честит сој, кој живее од својот труд. А ако си лице со хендикеп, тогаш треба некакво посредување. Проектот Центар за вработување на лица со хендикеп, кој се реализира во рамки на ИПА-2, програмата за социјална инклузија. Имаме зацртано бројни активности, а се со цел да излеземе во пресрети на двете групи, и на лицата со хендикеп и на бизнес заедницата. Целта на сите овие активности кои ги правиме во рамки на проектот е да го подигнеме капацитетот, да ги усовршиме вештините на лицата за да можат полесно да се снајдат во самите компании, односно на самото работно место кое ќе им биде понудено од страна на компаниите. Од друга страна, во тек се напредни курсеви, кои пак имаат за цел да навистина ги подготват компаниите да вработуваат лица со хендикеп и начинот на кој тие треба да пристапат кон нив, нели, да се однесуваат, да го прилагодат работниот простор и паралелно со сето тоа, значи, од каде све можат да влечат и фондови кои им се на располагање во рамки на државата, како што е посебниот фонд, за да можат да обезбедат, нели, нормално работно место за секој едно лице. Овој центар мислам дека ние можеме да го искористиме како голем ресурс, мислам ние како влада, како институции и треба, и тоа е начинот на кој што треба да работиме, да ги поврземе сите засегнати страни и да ги ставиме во систем да работат. Во Центарот за вработување на лицата со хендикеп, овдека во рамките на Стопанска комора, координатор на центарот. Кога влегувам како доаѓам на работа, значи прво го проверувам мејлот да видам дали има заинтересирано компании кои што би побарале некои од нашите апликанти што праќаат апликации за практиканство, за вработување. Го проверувам прво тој мејл, после во соработка со Стопанска комора и со Полио Плюс, например, ги разгледуваме апликациите кои кандидати со какво образование се во зависност на она што нуди, која компанија каков профил на работник бара. Претежно и комуникацијата ми е повеќе на телефон и на мејл со лицата со хендикеп кои што се апликанти, кои што испратиле своје CV. Исто така имаме и канал на интернет преку Facebook каде што ги информираме новостите, дневните новости или умеѓувреме ако некоја компанија се јавила да побара работник од таков и таков некој си профил, например, го објавуваме на нашата официјална веб фан страна што е на ДЕЦот. Имам 25 години и имам завршено средно економско училиште. Предизвикателството е сепак да видиме дали ние лица како со посебни потреби, дали можеме да работиме како што можат и здравите. Во тоа едноставно беше прво пробно. Сакав да пробам, да видам, да на работно време некако и порано што волонтирав. Значи саат, 2, 3 е друго, него да бидеш 5, фактички ти се фаќа со се превоз, имаш поголема врска
се работи со Word, со Excel, со PowerPoint, значи имаш се познавање на англиски јазик, секад се сретнуваш со разни потешкоти. Тука во канцеларијата доаѓаат лица каде што едноставно се барат. Не се запознаени, мислат дека ова е агенција за вработување и тие ред работи, значи може да се сретне со се што. Така кажано за тие 5 часа, значи можеш да сретнеш све, само не она што е канцеларијата. Ама од друга страна, значи, за тоа сме и тук. Од една страна да научиме, а од друга страна и да можеме да помогнеме од секој аспект. Млад човек што треба да работи, си не се платите, дома не треба да плати суја вода, така ја работи, можеш ти да и понесеш трошковите. Што татко ми што зима 10.000, што те направиме? Ништо. И што можеш како да си бавиш цар, ти самиот. Одно имав различни искуства, од продажба на жетони во флиперница, па до вклучување мое во невладиниот сектор, во невладина организација како волонтер. Јас формално образование имам многу малку, сега имам 35 години, а средно образование завршив на мои 32 години. Значи до 32 години немав ни средно завршено. Многу обожавам, како карактер обожавам да учам нови работи постојано, тоа ми е секојдневен предизвик што денеска ново ќе научам. Систем администрирањето кај мене во фирма го научив сам на интернет, има многу материјал кај што може да се научат многу работи. За грант менаџер во МЦМС бев на неколку обуки и со тек на време со колегите ми помагаме, учеме, подучува, научив и тоа да го работам. Кога се работи за лицата со хендикеп, кај нас често се меша степенот на здравствената состојба со степенот на работната способност. Преовладува мислењето дури и кај стручните лица на ова поле дека лице со нарушено здравје и ограничени телесни функции е неспособно за работа. Но ова паѓа во вода кога ќе се соочиме со примерот на Стивен Хокинг, најголемиот ум на денешницава. Тој е 100% здравствено неспособен, но 200% работно способен, а попатно е и гений. Но, што вели науката и светските искуства за ова? За лицата со попреченост во рамките на трудот и во рамките на работните односи, веднаш треба да се нотира дека станува збор за одредена маргинализирана група на граѓани кои што се маргинализирани по две основи. Маргинализирани пред се на пазарот на трудот од една страна, но и од друга страна маргинализирани во рамките на општеството. Погодностите за вработување се содржани во Законот за вработување на инвалидни лица. Согласно овој закон се користат финансиски средства од посебниот фонд за обезбедување услови за вработување и работење на инвалидни лица и согласно на овој закон, значи овие средства, финансиски средства од посебниот фонд се доделуваат по 4 основи. Едната е за вработување на инвалидно лице на неопределено време, потоа за адаптација на работно место, за набавка на опрема и за работно способување на невработеното лице заради вработување. Се разбира, тука спаѓаат и невработените и вработените инвалидни лица. Инвалидните лица може да се вклучат во сите наши програми, активни мерки и услуги за вработување и целта е да ги вклучиме, да им обезбедиме таков пристап и такви мерки кои ќе им помогнат да зголемат нивната вработливост, односно да ги зајакнат сопствените капацитети и да се создадат можности на пазарот на трудот кои ќе го олеснат нивното вработување. Со таа цел, за да обезбедиме што поголема вклученост на оваа категорија на невработени лица, во оперативниот план се креирани и посебни мерки за инвалидни лица. Една од нив е програмата за самовработување на лица со инвалидност. Се прават напори
и на меѓународен план, во македонски рамки, да овие граѓани, овие лица бидат вклучени во едно или како што модерно се вели, инклузирани во општеството, а како силна, би рекол и основна алатка за нивно социјално вклучување е преку трудовото вклучување. На меѓународен план постои еден нееднаков динамичен развој на меѓународното законодавство во однос на заштитата на лицата со попреченост во работен однос, нивното стручно способување, преквалификација, доквалификација, како и нивно понатаму вклучување во процесите на трудот преку инструментите на разумното прилагодување на работните места. Во обезбедувањето на еднакви можности при вработување на лицата со хендикеп, еден важен елемент е разумното прилагодување. Правниот институт на разумно прилагодување во македонското законодавство не е доречен. Имено, Законот за работни односи воопшто не го таргира. Законот пак за заштита од дискриминација предвидува и укажува на тоа дека необезбедувањето на разумно прилагодување за лицата со хендикеп представува дискриминација. Но проблемот во ваквата поставена одредба е тоа што истиот закон не навлегува подлабоко на тоа што представува конкретно разумно прилагодување и кои се тоа соодветни мерки кои што треба да бидат преземени од страна на работодавачите во јавниот и приватниот сектор за да се надминат бариерите со кои што се соочуваат работниците со хендикеп на работното место. Дополнителен проблем е тоа што во Законот пак за вработување на инвалидни лица, во правилникот се предвидени и мерки и е дадена одредена дефиниција за тоа што е разумно прилагодување и се предвидени парични средства. Меѓутоа проблемот е тоа што пак во истиот тој закон и во тој правилник не е опфатен персоналниот офат за разумно прилагодување на лицата со хендикеп. Тоа што од македонски аспект нас не интересира е како овие лица, користејќи ги меѓународните правни алатки, инструменти, норми, да македонското национално законодавство го прилагодиме за потребите, пред се за потребите на лицата со попреченост. Од една научна дистанца можам да кажам дека во Република Македонија постои посебен закон покрај општите закони за работни односи, нели, кои што се однесуваат на трудово-правните прашања, постои посебен закон за вработување на лица со инвалидитет. Со тоа што се предвидени низа на мерки и чекори кои што ги презема пред се државата со цел стимулирање на вработувањето на лицата со инвалидитет како прв чекор и како втор чекор за држување на нивните работни места. Комисијата не ми дозволува магазинер да бидам, не може, зашто ја се очите одавеку не ги гледам, слаб сум. Близко ги гледам, одавеку не можам. Ја им кажа узе тогаш, кога ме викнаја и вика и веќе те шишчиш, не викам, не може. Слаб сум видот, треба да се враќам уште еднаш назад, не можам. Може ковир. Те видиме, те пробаме. Си носам предмети кај ќе ми се каже, пак другите канцелари горе ги носам од тетрадка, ги гледаат предметите какви се, ги читат и се подпишуваат, стават и дата. Ме прашуваат, ако не знаат, ме прашуваат која е датата, за да стават дата од тетрадката. Големите, како што вели, го почитуваат и веќе нема страв од новата работна средина, како што било на почетокот. Мислам, ја кога дојдов тука, не знаев кај се наоѓам, не знаев кај работам, верувајте. Си исплаши, кога дојдов исплашен, не знаев кај работам, не знаев ни кај ќе одам да работам и кај ќе ме става да работам. Откако дознав за Законот за вработување на инвалидни лица, можев да направам една јасна разлика помеѓу тоа што значи да се едно лице да биде вработено во заштитна фирма и да се самовработи, при што го одбрав делот на самовработувањето и започнав да го решавам индивидуално. Тој беше тежок, исклучително тежок период на искушенија, на превирање внатре каква ќе биде и мојата иднина и потоа се одлучив на самовработување преку Законот за вработување на инвалидни лица, го формирав моето предпријатие. Се одлучив на тој чекор да отворам фирма, бидејќи во законот постои дека државата им помоде на
лицата со посебни потреби да добијат 5000 евра помош за фирмата за да може да обстанат да работат. Меѓутоа, и таму најдов на проблеми. Првите почетоци, кога сакаш да отвориш фирма, треба да одиш на комисија за да направат проценка дали си способен да работиш или не си способен. Тоа е едно такво малтретирање од шалтер до шалтер, што на крајот не можеш да обстанеш, не можеш да го малтретираш семејството, мораш фирмата да ја ставиш под стечај. При нашиот пристап и вклучување во општествените текови, еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваме е нашето категоризирање, односно категоризирањето на лицата со хендикеп согласно нивната работна способност. За жал во Република Македонија кај нас односно категоризирањето на лицата со хендикеп е целосно сведено на медицински пристап, односно се оценува колку лицето е здравствено во основа способно, а не работно способно. И еве видете, комисијата за определување на работи кои може да ги извршува инвалидно лице утврдила дека ја можам да бидам председател на Полио Плюс. А ја веќе 12 години сум председател. И уште замислете, комисијата нити ме видела и пишува лицето не е видено. Мислам дека сум единствен човек во Македонија кој што има вакво пусилче за ваква јака функција. Ние го обжалавме тоа во Уставниот суд и кај Комисијата за заштита од дискриминација и тие се прогласија за ненадлежни. Оправданието беше дека сепак овај документ или таа комисија или мерка ќе ги заштити лицата со хендикеп. Не знам што мене ме заштитија лично. Може би беа намерите добри, ама како што се вели и патот до пеколот е поплочен со добри намери. Но еве што напишало во својот дневник едно лице со хендикеп кога се градело како личност, соочувајќи се со дилемата на својата здравствена и работна способност и неспособност. Кога бев мал, второ-трето оделение, во мојата ученичка книжка во графата физичко воспитание немаше оценка, туку стоеше забелешка ослободен поради дефект. Немав поем што тој збор значи, ама ми делуваше некако помпезно и важно. Татко ми беше шофер на камиони и подоцна кога подпораснав му помагав да ги пополнува патните налози и книгите за дневен ангажман. Камионот беше стар, а трасите далечни и планински и честопати, кога камионот ќе се расипеше или кога татко ми ќе се поднапиеше, ми велеше пиши дефект. Дури тогаш сватив зошто сум бил ослободен од часови. Оти сум бил дефектен, а бев сигурен дека не сум камион. Тоа што е македонска болка и проблем е што овој сет на одредби законски во практиката се предвидуваат, се применуваат во ограничена форма или во една форма која што е малку, да кажам, злоупотребена од страна пред се на работодавачите и тоа во практика создава проблем и не го дава очекуваниот ефект кој што законот кога се носел се предвидел како одредена визија, правна визија која што би можела да се очекува нели со донесување на таков закон. Меѓутоа, од законските одредби ние можеме несомнено да видиме, македонските зборувам, дека законот за вработување на лицата со инвалидитет, така терминолошки употребен тој термин, содржи неколку мерки кои што има за цел финансиски, фискално да ги стимулираат работодавачите да вработуваат лица со инвалидитет. Значи, законодавецот не одел во насока да ги јакне капацитетите на лицата со попреченост, туку да ги јакне финансиските капацитети на работодавачите за да може да тие вработуваат лица со попреченост или инвалидитет, како што вели законот, но забележително од законските одредби дека македонските решенија одат во насока на фискално олеснување или давање на конкретни парични надоместоци, помош, парична финансиска помош со цел да се лицата вработуваат. Преку правниот систем и преку судската пракса на Европскиот суд на правата да се даде една друга компонента во поширокото општество за разбирање, заштита, па и ако сакате и промоција на правата
на лицата со инвалидитет. И не е случајно што токму промоцијата и заштитата на правата на лицата со инвалидитет многу ефективно и видливо се спроведува преку работните односи, преку трудот. Имат и во други сфери во општеството, вие секако се носат антидискриминациони законодавства, меѓутоа најефикасен систем преку кој што може да делувате се токму работните односи, ако сакате овие лица да ги вклучите и да ги заштитите. Општественото договарање во работните односи е трипартитно. Се договараат работодавачите, работниците со посредством на државата. Кога се работи за лица со хендикеп, на отворениот пазар на трудот недостасува третиот столб. Само организација во одбрана на работничките права, то ест синдикатот. Како резултат на големиот број на неправилности и неправда со која што се соочуваме на пазарот на трудот, било да е отворен или да се работи за наше вработување во заштитните фирми, во 2008 година решивме, се здруживме и го формиравме првиот независен синдикат на лицата со хендикеп Еднаквост. Синдикат кој што е поспецифичен за разлика од останатите синдикати, не е организиран гранковно, туку е организиран по хоризонтала, кој што односно по категоријата состојба на хендикеп. Нашето делување во синдикатот е насочено кон едукација на работниците со хендикеп, соработка со самите работодавачи како поефикасно да работат со работниците со хендикеп, како и воспоставување и регулирање на документите од работен однос на работниците со хендикеп и работодавачите. Но како и кај другите граѓани и работници, така и во кај лицата со хендикеп имаме работници, но имаме и завушанти. Еден дел од нашето посочување на самите граѓани со хендикеп е дека кога ќе влезат во пазарот на трудот, без разлика како вид на хендикеп имаат, важна е нивната способност, нивните вештини, нивните квалификации и тоа е она кое што го цени работодавачот. Односно, на крајот на денот, на крајот на криштата, секој еден сака добар и успешен работник. Имаме двојна заштита во овој систем. Двојна контрола. Првата контрола е со инспекцијски надзор од страна на инспекцијата на трудот на Република Македонија, а втората заштита е преку контролата која што ја спроведува Агенцијата за вработување на Република Македонија. Значи, само во овој случај имаме двојна контрола по основ на трудови правни прашања. Меѓутоа и покрај тоа имаме одредени проблеми во примената во пракса, односно злоупотреби. Законот за вработување на инвалидни лица не го остварува својот капацитет за кој што постои и тоа се гледа во пракса. Веројатно дека се поставуваат многу административни бирократски барања во самиот закон. Исто така немаме ни добра запознаеност на лицата со законот, ниту на работодавачите со законот. И знаете, кога нешто немате информација доволно, обично и одбивате да го запознаете како прашање. И мислам дека во Македонија тоа ни се случува, дека има одредена стигма кон лицата со инвалидитет и се гледа дека не го чувствуваат работодавачите дека тие луѓе можат со полн капацитет да го остварат работното место, што за мене е погрешно. Значи, прво е дека треба да смениме перцепцијата, не е прво нешто што законот треба да го смени. Перцепцијата кај работодавачите и треба да поставиме добри примери на лица со инвалидност кои што работат во 100% капацитет. Зависно која му е работната задача, но секако треба да сме свесни дека треба да ги мотивираме, оствари да ги насочиме работодавачите да ги адаптираат работните места за потребите или да ги го способат работното место, да инвалидното лице може да даде 100% од својот капацитет. И тоа не го правиме на соодветен начин. Тоа е така, иако имаме посебен фонд во Агенцијата за вработување и може да се искористи за адаптација на работни места, ќе видите дека заштитните друштва кои што користат најголем дел од финансиските средства, имаат поголем дел вработени кои што не се инвалидни, а помал број инвалидни. Но користат средства од посебниот фонд. Затоа ние сме во процедура на ревизија на трошење на парите од посебниот фонд, не само нелегално, туку за да направите промена во насочувањето на парите или да ги насочите на право место, мора да видите зошто до сега не биле, токму тоа го правиме во моментот и после ќе имаме редизајн на овој посебен фонд, кој што директно ќе се насочува многу повеќе на лицата со инвалидност, а не на фирми кои што се заштитни, па за тие заштитни имаат 20 или 50 лица, а имаат уште 300 што не се инвалидни лица, а сепак користат многу пари од фондот посебен. Но како да се зграбчи денот?
Како очајот за вработување да се претвори во секојдневие? Како и се друго во вистинскиот живот, нема формула. Има само напорна работа, повторно и повторно, паѓање и станување. Ние вработивме 4 вработени кои што имаат определен хендикеп. Меѓутоа во тој процес морам да кажам дека е особено битно тоа што самата работа подразбира дека независно дали работи лице кое што е со хендикеп или не, мора да биде работата, значи производот на крај, мора да биде завршен максимално прецизно, максимално професионално. Прекрасно се разбираме со вработените, за жал не на исти јазик. Они се обидуваат мене да ме научат на нивниот јазик, но сепак се разбираме со мимики, со покажување, со читање од уста, понекогаш со пишување, понекогаш со правење модели од тоа како би требало некој производ да изгледа. Они многу прецизно си ја работат работата, ги разбираат сите работи што ние ги разбираме, така да на крај повторно комуницираме на еден исти јазик во графиката и во печатењето. Они ги знаат сите нешта за графиката, за дел од тие нешта сме морале да посветиме време да им објасниме, да им укажеме, да им покажеме. Но кога еднаш они тоа ќе го совладаат, они се многу прецизни, многу правилно го работат тоа, многу професионално. И грешките се, да кажам, како и да не се случуваат никогаш. Лицата со хендикеп се соочуваат со двоен предизвик. Прво е нивниот хендикеп, кој што зависи дали они самите го имат пребродено и прифатено, а потоа и работодавачот дали го прифаќа тој нивен хендикеп. И плюс многу е тешко да најдат како прво заинтересиран работодавач кој што би им го дала нив работното место. Моје мислење е дека лицата со хендикеп треба многу упорни да бидат и многу да се образуваат, затоа што кога ќе имаат некое знаење, некое искуство во себе, и работодавачите дури да не сака да ги вработат, ќе бидат принудени да ги вработат поради тоа што тие знаат и умеат да го направат. Така да веќе стануваш еднаков член во пазарот на труд поради твоите знаења и искуство. Тоа им го препорачуваме на лицата со хендикеп, значи да учат, да се образуваат. Многу ми е жал што формално тешко е многу ќе биде многу тешко да се образуваат, меѓутоа пак на неформален начин преку интернет има денеска многу услови да се обучат во некоја сфера што нив ги интересира, без разлика која е таа. Што реалната состојба што е во Македонија, образованието не е некако колапс кога се однесува за лицата со хендикеп. И главен проблем кај лицата со хендикеп е образованието. Така да низ овие обуки некако гледам дека им се дава шанса на лицата со хендикеп да се надоградат, да бидат поконкурентни на пазарот на трудот, бидејќи сум директна комуникација со компаниите, од она што гледам што го бараат. Секоја компанија претежно бара компјутерски вештини, кои програми ги владее лицето и дали знае јазик. Така да и мислам дека и оние што веќе, не знам дали веќе направите некој интервју, и од оние што беа на обуки, дел од нив си веќе примени на пракса. Мислам дека 9 компании, и тоа
што ме изненади од оние повидните така поголемите компании пројавија интерес. Задоволни се од нив, од самите обуки што ви помина лице, значи веќе и на пракса ги покажуваат дека те стекнале некои знаења. Мене ме радува, не знам колку ќе остане центаров со работа, може зависи и од донаторите, затоа што има голем интерес, навистина има интерес за англиски, има интерес и за компјутери. Прилика максимум капацитет можеме да задоволиме до 1 до 20 практиканти месечно. Овој пат РК не е на пракса и сме презадоволни од него, од начинот на кој функционира, да кажеме, и работи и си ги извршува работните задачи кои што му се зададе. Задачите кои што он ги добива, ги извршува 100% без никаков проблем. Да не се лажеме, целта на бизнисот не е социјална одговорност и добробит на секој поединец, туку стекнување на профит. Затоа на бизнисменот му треба некој што ќе му олесни работата и ќе му го зголеми профитот. А ти, како работник, мора да му го понудиш тоа, па бил со хендикеп или не. Стопанска комора на Македонија влезе во овој проект со една цел да овозможи информирање и едукација на некој начин према компаниите, можеби највише, тоа беше нашата основна задача. Во овој проект се со цел да ги не само запознаеме, туку да ги едуцираме дека вработувањето на лица со хендикеп е еднакво на вработување на било кој вработен, нели? Меѓутоа дека паралелно постојат и посебни фондови, постојат и одредени услови кои треба да ги обезбедат на самото работно место, за да може овие лица да се вклопат во самата работа. Заинтересираноста од страна на фирмите изненадувачки беше голема, бидејќи во рамки на проектот имавме и вработување или, да кажам, 3-месечно практиканство од страна на десетина лица во рамки на проектот кои беа вработени, односно им беше дадено работно место во рамки на компаниите во Македонија, меѓу кои интерес пројавија банките, интерес пројавија и други компании кои се од услушната дејност претежно, што се однесува до компаниите кои се кои имаат процеси на производство со опрема. Тука не сакавме да навлегуваме, бидејќи постојат правила според Законот за заштита при работа на работно место, каде што самите компании ќе мора навистина да водат сметка како ги оперираат тие машини, како се однесуваат на тоа работно место, бидејќи може да дојде и до ризик на повреди на ова. Така да тоа го оставивме за некој следен проект, каде што навистина во тој случај треба и да се изградат вештини на самите лица и кај самите компании како се тоа да се одвива. Шестиот практикант веќе работи со мене, значи, и тоа е исто тука, што малце ќе му биде чудно кој ќе каже дека мене ми завршува договорот, а он веќе мора да продолжи, ама да продолжи сам. Веќе 2,5 месеци ќе биде сам. И малце уште од вчера и зачера вика дека му е чудно. Како вика јас ќе издржам без тебе туку истата канцеларија? Па секако школата е битно, образованието е битно. Секако не можеш физичка работа да работиш, на компјутер можеш, но секако потребно е училиште. Треба да се направи обука на сите инвалиди што се вработи во државни и во приватни установи, треба обука. Без страф, да немаат страф, да немаат страф, никакво плашење во себе. Навистина сакам да работат лицата со хендикеп. Се исполнуваат. Имавме дури пример девојка една која што беше многу затворена во себе, би ја спомнала, она и практикант во компанија, во банка, која што од почетокот беше многу затворена и постојано беше со мајка и некако беше приврзана, она заштитнички мајка и беше кон незе приврзана. Девојкава, откако почна да се дружи, да иде на курсеви, ги запозна луѓево и други лица со хендикеп,
Сега е понасмеана и задоволна и вери сакам да работам, сакам да идам на курс. Дури вери сакам секаде, кај што има активности, сакам секаде да ме вклучим. Мајка исто беше многу благодарна од таа страна што е керка и се социализирала на некој начин и поотворена, подруштвена. Вработувањето и фактичкото присуство на самите лица во самите компании на работното место мислам дека многу значи и за едните и за другите, затоа што тука се стекнуваат вештините, тука навистина се оперативно се гледа што значи еден работен ден и како сето тоа треба да се одвива, кои се работните задачи и според нас Правостопанска комора не само за лицата со хендикеп, практиканството е една многу важен елемент во вработувањето, посебно на млади лица и на лица од маргиналните групи, за да може да се навистина стекнат вештини и самиот процес при евентуалното вработување, нели, понатаму, да биде многу полесен на прилагодување на работното место. Разумното прилагодување многу пати во пракса забележувам дека не се разликува од стручното оспособување. Стручната квалификација на вработените, овие лица кои што се со инвалидитет, односно со попреченост, може да имаат потреба од двете нешта, од двете работи, и од разумното прилагодување и од стручно оспособување или дооспособување, квалификација и преквалификација, иако веќе тие термини и во нашето законодавство и во европското се напуштаат, но сепак мислам дека се соодветни и адекватни затоа што даваат точно се однесува на точно определена работа, а тоа е да некое лице се доостручи, да се доквалификува, преквалификува за одредена работа за одредено работно место. Тоа е една компонента. Сосема друго, тоа се однесува на самото лице, значи на неговите стручни способности. Разумното прилагодување пак е нешто пошироко. Тоа е сет на мерки кои што треба да се преземат од страна на работодавачот, но и во широкото општество, за да работната средина прво му биде достапна на лицето, а потоа да може на еднаков начин како и останатите да ги манифестира своите знаења, способности и стручност. И во рамките на овој проект дел од наши вработени беа вклучени и учествуваа на обуките кои беа организирани во проектот и во изработка на индивидуални професионални планови за лицата за вработување за лицата со хендикеп. Проектот овозможи еден нов приод. Ние се запознавме со нов приод, со нова методологија за работа и овој приод условува вклучување при професионалната рехабилитацијата и во работата со овие инвалидни лица, потребно е вклучување на различни релевантни институции, како што се например Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување, центри за социјална работа и други. Но во Македонија недостига професионалната рехабилитација. Навистина нема место каде што вие може да го испратите лицето да добие професионална рехабилитација. И тоа е еден дел за кој што ние сите издвојуваме пари, вработени, а при тоа кога ќе се случи потреба од професионална рехабилитација, вие не може да ја добиете и при тоа останувате надвор од пазарот на труд или во евентуален случај ќе добиете инвалидска пензија, што е целосно погрешно, затоа сметам дека таа професионална рехабилитација е нешто кое што еви граѓанскиот сектор треба да го размислува, да го развие. Јас немам проблем со аутсорсирање на некои работи, тоа значи дека дадеш на некој што подобро го прави, да си плаќаме за спроведена услуга. Така е, но таа да се биде со стандарди квалитет акредитирана, но треба и да го размислуваат како опција и дополнително личната асистенција. Поради тоа што знам дека за да се дојде до вработување на инвалидно лице, многу полесно тоа ќе се прави ако имаат личен асистент, заради што ќе ги однесе од едно до друго место, нешто што не може да го направи, ќе го направи за нив и така мислам дека тие две работи ако се стават во алката од системот, ќе биде многу полесно. Па со колегите прилично добро, бидејќи јас сум комуникативен, друштвен и они се исто така многу фини кон мене. Комуницира, збори 3 јазика. Клиентиве го препознаваат, позитивно го прифаќаат и има резултати нешто. Затоа што го активира, што го ангажиравме, си извршува задача. И покрај сите мерки за било кој човек, не само за лицата со хендикеп, невозможно е да имаш пристојно вработување без пристојно образование.
Сепак, да не плаши фактот доколку формалното образование е пропуштено да се стекне во моментите кога му е време. Барем денес, со модерната информатичка технологија, до образувањето и стекнувањето на вештини е полесно и подостапно од било кога. Често пати ја слушаме англиската кованица Lifetime Learning, но тоа не е никаква новина, бидејќи нашиот народ одамна ја пренесува поговорката човек учи додека е жив. Да, јас се откажав од социјална помош. Еве, тука сум. Патувам секој ден. Значи, но барем сум видлива на терен, барем луѓето гледаат дека постојат лица со хендикеп, гледаат дека тука и ние можеме да работиме. Вработените од тука од Стопанска комора што се со нас, сега колеги ни се, немаме никакви недоразбирања со нив, прифатени сме од нив. Што ви значи ве прифатија? Ве прифатиле или не, мора да прифатите дека на почетокот за вас ќе нема столче. Затоа, од вас зависи дали ќе заслужите фотелјата и ќе го зграбчите денот. Еве може да ви кажам ја што значи ме прифатија, не ме прифатија. Ја која се вработи во МВР, за мене една недела немаше столче. Цело МВР. Столче немаше. И знаете, мислам дека тој посебен фонд и треба да е поврзан со користење на правото од страна на лице кое што е со инвалидитет. Тоа е за мене начинот. Но многу е важно да знаете дека ние активните мерки за вработување сега исто така ги насочуваме да бидат користени од лицата со инвалидност. Паралелно со користење на парите од фондот, но за да се запознаат и лицата и компаниите, и ние треба да си ја завршиме работата, што значи дека потранспарентно и појавно презентирање на посебниот фонд. Што тој нуди, колку пари нуди и за кои цели. Секако на крајот на годината што сме постигнале, затоа што гледам дека во изминатиот период постојано се криеле некои бројки, постојано се криеле некои пари, па различни работи им се должат на заштитни друштва. Зошто се генерирале такви долгови, исто така не е јасно. Кога веќе имате пари, така кои што треба да ги трансферирате кон заштитните друштва врз основа на придонеси, да се трансферираат на редовно ниво, затоа што па ако не им плаќате нив, тие не плаќаат плати на лицата со инвалидност. И тоа е завртен, затворен круг кој што никако да излеземе од него. Но ние се трудиме да сега така ги расчешламе сите работи за да можеме да поставиме нов механизам. Можеби нема целосно нов закон да одиме во моментов. Ви кажувам дека мислам дека не е јасно зошто не функционира ова. Прво мислам дека е нетранспарентност и незапознаеност, стигмата е голема дека јас и да направам совршен закон во моментов и да го усвои парламентот. Стигмата нема да избришеме. Ние сега и тука треба да се таргетираме. Во суштина излегува дека лицата со хендикеп се најдискриминирани. Општо мислам сега. Хендикепот не е во нас, може би хендикепот е во самата држава. Подобро е да се има вработување, дај да се видиме дека можеме, дека и ние сме способни реално. Лицата со хендикеп можат повеќе, може да допринесат отколку без хендикеп. Единствениот заклучок тока што можеме да дојдеме е недостаток на свесност. Поширока општествена свесност. Одреден стереотип и одредени лукративни цели кои што се кријат во позадина, не вистинска желба да се вработи лице со инвалидитет кој што ќе се смета и ќе се гледа, ќе се доживува како продуктивен член на трговското друштво, на трговската заедница, туку само како човек кој што многу често се сваќа како товар, ама кој што мора да се истрпи заради тоа да се земат пари од државата. Доколку ние не го смениме тој светоглед, тој поглед на проблемите, тогаш на вистина уште долго време, не само во Македонија, и сметам и пошироко, и во регионот ќе имаме ситуации каде што лицата со инвалидитет ќе бидат на маргините на пазарот на трудот, иако формално дел од нив или поголем дел од нив веќе се во работен однос и се вработуваат. Идејата е преку работниот однос ние да постигнеме еден многу поширок општествена цел, а тоа е да лицето социјално комплетно се интегрира, да биде трудово продуктивно, економски независно, исполнето, ослободена личност преку трудот во општеството
каде што ќе може равноправно и еднакво да биде во корелација со останатите граѓани во општеството и ќе се чувствува еднаков со еднаквите. Одлично, професоре. Ама и ние, како и вие, знаеме добро што ни порача Орвел во животинската фарма. Некои животни се поеднакви од другите. Енгелс рекол, работата го создала човекот. Одлично. Добро, тогаш, дали човек без работа е помалку човек? И останува прашањето како човек со хендикеп да го зграбчи денот. другари со скршени колена не можат да клекнат пред судбината. Мојата војска сета ослепена никогаш не гледа исплашено. Ги барам, ги има и можам и одам, а зар сам до победа, а зар сам до победа.